Добро утро и од мене и добре дојдовте во новото издание на магазин. Утринскиот појас продолжува, 10 часот е вистинско време за една нова дружба, како што најавија и моите колеги од Јасака Македонија и како што видовте во промо најавата. Денеска на гости ни доаѓа градоначалникот на Ѓорче Петров, Александар Стојковски. Го запознаваме надвор од политиката, зборуваме за неговите хобија, за спортот, за љубовта кон медицината и за сите оние семени обврски и авантури како сопруг и татко на две деца. Затоа останете со нас за еден интересен разговор и поинаков од другите интервју на кои што сме навикнати да ве гледаме како политичар, како градоначалник. Добре дојдовте. Добро утро, добро ве најдов и благодарам еве за можноста во малце поинаку светло и некои други перспективи од животот, да кажам, да ги отвориме и да ги поразговараме. Да, драго ми и мене, ви благодарам што ја прифативте поканата и за самиот почеток имам еден мини предизвик или мини игра, 60 секунди, така што го чекаме тајмерот и ќе ви поставам некои прашања за овие 60 секунди да видиме колку ќе одговориме. 60 секунди искреност сте вика играта. Да не студирав медицина, ќе студирав ветерина сигурно. После работното време најмногу сакам да Па да одмарам и да скролам рилови. Најмногу знае да ме изнервира Неискреност и злонамерност. Имам скриен талент за Еве на времето и со музицирав помалце, свирев хармоника. Ќе поразговарам и за тоа. Најмногу се смеам на секојдневни некои згоди и незгоди што ни се случуваат во текот на работата. Најмногу во животот ме сменило Па најмногу работата во секој дел. Најголемо достигнување ми е Па уште мислам дека го немам достигнато најголемото. Најтешка одлука што сум ја донел е Па најтешка одлука можеби да го прифатам предизвикот да бидам градоначалник во првиот мандат. Неостварена желба ми е Неостварена желба, па не знам, тековно ми се остварува со работа и со посветеност ми се остварува некако желба. Еве да не откривам што ми е неостварено. Да. Најдобар совет што сум го добил? Да учиш и да работиш, затоа што само инвестиција во образованието, во личната едукација ќе те направи посилен човек и отпорен на средината. Да, времето ни истече, јас имам уште едно прашање, ако сакате да го довршиме. Да, ако можам на еден ден да го сменам светов, прво би сменил? Па прво, многу работи има за менување, не знам што би сменил едно, но еве ајде да кажам да луѓето повторно станат поблиски, поискрено да комуницираат меѓу себе и да ги разговараат работите, можеби полесно би доаѓале до решение. А и неискреноста кажавте дека е нешто што знае да ве изнервира. Да, ви се случувало тоа и со блиски, и со соработници, како реагирате вие на тоа? Тоа е дел на животот. Јас знам да изреагирам многу импулсивно во прв момент, ако нешто ме погоди повеќе. Па знам после да преспијам што се вика и да ги надминам работите, но сепак такви работи најмногу ме ваат од контакт. Да, и злонамерност. Злонамерност, како што кажавте. Секогаш сум спремен да добијам критика, меѓутоа се да виде тоа во нормал и да не се врадат работите од контекст и да не биде со некоја лоша мисла унапред. Да, мислите дека во последно време луѓето станале такви или од секогаш имало во ваша близина околина или можеби откако сте станале градоначалник па уште повеќе доаѓаат до израз тие некои особини? Не, вака зборувам генерално, баш јас сум среќен што и во мојата средина и за среќа немам толку често такви случувања. Но имам еден впечаток, а тоа и општо вака, бидејќи комуницирам со луѓето, таква ми е моментално професијата и работната задача, дека како со намалувањето на бројот на луѓе, некако лошиве работи повеќе за жал доаѓаат до израз, него она што порано сме го имале, порано не многу одамна зборам, еви 10-15 години да се наназад сме го имале како вредност, како општество и како луѓе. Искреноста, другарството, можеби помалку биле завидливи луѓето, сега е се повидливо благодарение на интернетот, социјалните медиуми, така да можеби и затоа тие и лошите и добрите карактеристики доаѓаат повеќе до израз, но сепак имам чувство дека малку повеќе тој серџискиот дел и не често, еве ние како политичари почесто знаат да не нападнат за одредена работа што сметаат дека не е како што треба, но многу ретко па знаат да не пофалат за работата, тоа навистина не значи. Да, сте помислувале некогаш и да се откажете од јавна работа? Дали знаело тоа да пречи до степен да
си речете, сега веќе не можам, доста беше? Знаете како, тоа се моменти, тоа го има во секоја работа. Тоа е било која работа да работите, во еден момент се заситувате. Може би од темпото, од рутината, од секојдневието, но не вреди ништо сега целосно вие да се откажете. Јас паралелно, 20 години наназад, па и скоро и повеќе, паралелно се движам во овој свет на политиката и мојата професија, и претходно и факултетот, и семејството, така да се ми е веќе интегрирано и не го чувствувам тоа како напор. Многу природно ми доаѓа. Не гледам дека правам нешто изнудено, исто се однесувам и претходно и се, и утре сега сум, утре да не сум, пак имам што да правам, така да не сум оптеретен воопшто со тој дел на вистина. Да, имате ли пријатели кои што се секогаш безрезервна поддршка до вас од детството, некои кои што цел живот останале покрај вас и покрај тоа што и сте смениле можеби професија или сте немале доволно време од сите обврски сега за нив? Па за среќа ме толерираат некако. Еве, ја користам оваа прилика, се извинам ако на некој не сум обранал. Доволно имам мал круг на искрено вредни пријатели, имам многу познанства, но сепак од секој период на животот останати по неколку луѓе кои што навистина ми значат и кои што се тука и да не се слушнеме подолго време, повторно сме во контакт, како да цело време да било, тие ме следат, знаат да ми дадат пофалби, знаат да дадат и критики, да ме прашаат за тоа што не знаат, не доаѓаат од оваа област, не им се познати работите. Но тоа се некако се вклопува, веќе ми е мене составен дел на секојдневието, сум поминал доста во еден период, во дел на советот, први па и пратеник, па и доктор на клиника и сите тие работи, веќе ми е сето тоа во една маса, да кажам. Не можам да одвојам ниту пак приватен дел, ниту службен во било кој од овие работи. А како се решивте конкретно за медицината, за радиологијата, бидејќи рековте пред малку и ветерината ви е љубов? Ветерината ми е прв избор, многу сакам животни генерално. Имам и миленик сега, имав и друг миленик, и од дете сум пораснат со овие домашни миленици, ајде да кажам мачки, кучиња, постојано сум собирал. Меѓутоа ветерината навистина ми беше прв избор и се сеќавам средно школа пред крај последните години, јас убеден дека ќе студирам медицина. Тогаш мислам ветерина, се отвори ветеринариот факултет во Скопје, претходно имаше само во Белград или Загреб. Сега тој период беше крај на 99-та. И јас бидејќи бев поврзан, зборев дома, меѓутоа моите некако не ми дадоа поддршка. Тука велејќи дека ние не сме луѓе од село, па немаме имот, па ти што ќе правиш утре кога ќе завршиш и некако, што знам, природно ми дојде медицината, многу сум сакал секогаш биологија и хемија, најмногу математика исто и физика. Никогаш не сум сакал општествени науки, сега судбината ме наведе баш да работам општествена. Нешто сосема спротивно тоа што било моја лична желба и афинитет и тие предмети ден денеска со леснотија ми се вака. И ги сакам навистина да ги учам и да читам и да сум во тек, а ветерината не знам, може да завршам некој последен дипломски во таа насока. Сте им замерувале понекогаш, ви било криво што не ве поддржале за ветерина? Не, видите, се си има своја убавина, што е да почнете да студирате. Јас сум човек што сака да учи и сметам навистина искрено тоа го мислам дека само тоа ни е единствениот излез од сите ситуации што не се случуваат, како што во државата паѓат едно ниво генерално на култура, на однос, на сето она што претходно го зборувавме, така се осеќа дека и квалитетот на образованието паѓа. Ние тоа треба да го признаеме, секојдневно се бориме и за тоа токму во сегашнава работа пак ни е фокус образованието, затоа што го сметам дека е основата на битисување на држава и на еден народ. Да, вие студиравте и надвор, или бевте во Не, сум бил на Америка, обуки, или? на доедукации, да, во еден период, имав, тоа беше прекрасно искуство. Сум можел да направам споредба како е системот на учење. Там јас престудував тогаш во Универзитетот Мичиген во САД, 3-месечен престој беше и неколку пати потоа. Но голема е разликата, сега се разбереме, но пред се е разликата во односот. Да. Морам да го кажам тоа. Луѓе секогаш мислат дека се е до пари, дека за се треба многу пари. Јас сигурен сум дека не е така, пошто сум го видел тоа.
условите за работа се, но односот со колегите е нешто што не ви треба пари. Таа култура на однесување, таа желба да се пренесе знаењето на колегите. Пазете, таму имавме можност да седиме со светски имиња кои што ги пишувале книгите од кои што цел свет учи. Пете сум имал таа можност и односот нивен е сосема поинаков од тоа што сме го имале ние од некои професори на нашиот факултет. Овдека, мислам, морам да го кажам, ова за да се коригираме сите во однесувањето. Не го кажувам ова насочено спрема некого, но таа разлика кога ќе се направи, ќе видите дека ние можеме многу повеќе од тоа што до сега сме го постигнале, само ако се коригираме во еден мал дел култура и однесување спрема другите. А во однос на менталитетот, дружењето, ете дали може би сте стекнале некои пријатели од тоа време? Па секако. Имало ли и во тоа разлика како се живее таму и овде? Сега морам да бидам искрен дека не стварам нови пријателства, блиски стварам. Да, контакти имаме постојано, меѓутоа во овој период многу сум ограничен во тој дел од искуството што го имам од претходно, затоа што сите ние кои што сме на позиција сме минливи. Еден ден тоа треба сите да го знаат, без разлика кога ќе дојде тој момент по ваша желба или можеби по желба на некој друг или ситуација, политика се менуваат работите. И сум видел како се однесуваат луѓе пред и потоа и тука многу добро знам да си ги поставам границите и на што да се ослонам. Дали тоа значи дека некои луѓе знаеле да пробуваат да бидат поблиски со вас откако сте станале градоначалник? Имало секакви ситуации. Да ви се доближат, да бидат ваши пријатели, а не биле претходно или? Сите го имаме тој проблем, мислам вака кога ќе дојдеме. И треба добро да се избалансира тој дел, затоа што сепак сега вие сте имале живот претходно. Едно е работа и соработка, да, тука сме супер, све е добро дојдено, но јас лично избегнувам контакти со нови пријатели од типот кафана, ручек и такви работи. Да, а со семејството каде најдобро го поминувате времето? Па еве, кога сме дома, мислам тука во Скопје, не идеме на 2-3 места максимум одиме од вака ресторани да не ги кажа од испадне како реклама. Еве денеска е роден на сопругата, па да честита, може ќе отидеме негде и Свети Константин Елена и на сите ден честитам име, и мен да имаат денеска. Така да еве Елена, па да, ствари на те. Така се погоди веќе кога Елена, сакам да го поминувам времето со нив. Многу често сум дома, мене ми убаво да престојувам после работното време дома. Најчесто еве кога одиме Струга ми е омилена дестинација во државата, од таму ми и сопругата, имаме услови во градот и на село, така да ги комбинираме тие работи. Јас да не е притисокот од дома, јас не би отишол никаде на друго место на одмор и би го поминал целото време таму. Жените се задолжени за тоа, така? Тоа е, секаде, ние сакали некаде да признаеме, но ето, често имам сугестии, вика сега скидеме само таму ли, тоа е истокот и у Скопје да си на одмор, но мене искрено најмногу ми одговара таа средина за тоа мене што ми треба како одмор и па и можности за спорт и за рекреација и за дружење. Мислам дека е окей. Да, мирот и спокојот се најбитни. Ако си ги имате таму, не сакате да менувате. Не ми се шета некогаш ако немам причина да го направам тоа. Да, во однос на спортските активности гледавме фотографии каде што трчате, планинарите, возите велосипед. Што се од спорт сте пробували и дали тоа било уште од најрана возраст кај вас всадено да се спортува? Па видете, јас генерално кога поматринав ракове, 4-5 години сега како беше период средно училиште до факултет во екипата на Вардар. Тој ми еден период доста вака позитивен. После факултетот не ми оставаше многу простор. Реално нашиот факултет е тежок и бара многу посветеност, внимание и време рекреативно подоцна. Периодот пред 10 години така се започнав се занимавам повеќе со овие аутдор активности. Еве сега повторно се враќам, имам некои цели поставени, не ги кажувам зашто сакам навистина баш да дојде моментот кога ќе се остварат, меѓутоа сум сега посветен во тој дел. И израстено ми се јави потребата да видам. Искрен, зашто ни треба и на нас издувен вентил да правите нешто сами, трчањето, планинарењето, велосипедизмот се спортови во кои што еве не ви треба малтене сами може да ги правите, не се организирате спрема распоредот на други, односно полесно вашето време
го адаптирате што мене ми одговара, а и морам да истакнам дека еве во трчањето барем има многу убава заедница во Скопје. Маратонци? Маратонци трча, дали се полумаратони, дали се 10-5 маратонци, секој за различна цел се спрема. Драго ми е што гледам мои пријатели со кои што тогаш сме трчале заедно пред известни години, сега веќе се стигнати на ниво на ултрамаратони да трчат и се успешни, а се успешни и професионалци. Значи таа е заедница која што обединува луѓе од различни професии, кои многу често се успешни во тоа што го работат професионално, меѓутоа и тие се нашли издувен вентил преку дружење на овој. Значи многу убаво, еве на Кеј, на пример, кога ќе се пуштиме на трчање, така го кажуваме и ќе сретнете многу луѓе, бас се задоволни што пак ве гледаат или такви некои работи и се секогаш супортивни со поддршка, за да се развивате во еден правец и пак да има тоа дружење, формално, неформално, било како. Така е, има ли некои дестинации особено што ви се допаднале најмногу досега, дали за планинарење, искачување или пак за шетање, некаде каде што сте се чувствувале? Не сум планинарал толку многу, но еве најомилена тура ми е со велосипед околу Охридско езеро. Таа една два пати сум ја извозел. Еве може ова лето, крај на летото ќе биде маца поладно да уште еднашка. Сега ме подсетивте во разговоров. Таа е една прекрасна тура, околу 94-5 километри е. Лесно се поминува, мислам, границата со помеѓу Македонија и Албанија, нема никаков проблем, има еден преубав спуст, кога се спуштате од Ќафасан према Лин доле во Албанија и после од Галичица исто доста е напорно да се качи, па потоа се спуштате, меѓутоа не го осеќате заморот затоа што нонстоп има убава гледка пред вас. Ете, такви работи мене највеќе ми исполнуваат, многу повеќе од да посетам некоја светска дестинација или да гледам некоја стар град, архитектура и така натаму. Овие работи ми се многу поветни. А и може да се комбинира со одморот во Струга? Секако може, така е што. Да, дали вашите деца ги воспитувате во тој дух, дали ги советувате во однос на спортските активности или кои вредности уште сакате да им ги пренесете како татко? Па да, генерално тие се растени во средина. Еве, моето прво дете е студентско дете, така да ние се уште со сопругата немавме завршено факултет, па потоа дое тоа, така да едното голема разлика ми се 7 години ми се децата, си ми е веќе на факултет, прва година е студент. Па има и среќа во тоа што повеќе време имаме за сега, за нас. Еве и ги охрабрувам младите порано да стапуваат во брак, да не чекаат се да им биде завршено во животот, па потоа никогаш тоа се нема да дојде, секогаш нешто ќе недостасува, ќе ви фали, барем од она што сте го замислиле. Од најмала возраст, буквално двајцата се гледале дека треба да се работи, дека треба да се учи, пошто ете, ние сме учеле тогаш, па дошле специализации, па дошле други работи, па политика, па работа и тие се обкружени со работна атмосфера. Од мали има такви примери и јас навистина сум настојувал, дури некојаш можеби сум бил по-груб, да речам, по-настойчив во тоа околу образованието, околу школото, се со цел утре да немаат проблем, да се независни, да можат сами да си го кројат животот во насока во која што ќе сакаат тие. И до сега можам да кажам дека се многу успешни. И еве сум им благодарен зашто се добри деца. И си тераат покрај школото, образованието, си работат и други работи, и на спорт биле и двајцата, и помалиот син се, Кои спортови? Па помалиот кошарка сега, последно му е тоа. Сменивме неколку работи, ќе видиме на што ќе заврши, гледам дека има интерес за кошарката и баш ми е драго што е така, поголемиот исто со повеќе спортови се занимаваше, меѓутоа отидете во друг правец повеќе, поинаку ориентиран и добро, мене секогаш ми било желба децата да се занимаваат со спорт. Ете, помалиов сега и црта, не знам од каде му е талентот, меѓутоа црта убаво е кога имаат различни, не секогаш ниступа сум инсистирал да тие да мора да бидат лекари или не знам да бидат некоја таква професија, зашто сега времето е многу изменето и буквално ако имате доволно вештини и знаења, и не ви треба таква некоја тешка професија, да ја кажам, но може да се насочите кон нешто што ќе ви биде многу попрактично. Да, и што ќе се пронајдат. Менливи се работите, не знаеме што ќе биде актуелно
10-15 години од сега, сепак еве и медицината и некои од тој тип професии нема да изгубат на вредност со новите технологии, напротив добиваат на вредност, се помалку луѓе сакаат да учат, сакаат помалку луѓе да работат и тука еве предноста за тие што сакаат да го прават тоа. Мислам за дека за тие луѓе што сакаат да навлезат повеќе во науката, дека доаѓаат полесни времиња, полесно доаѓаат до информации, полесно доаѓаат до материјали, до анализи, од една страна имаат помала конкуренција. Да, добро, во се има нешто и позитивно и негативно и како оди времето, нели, како што кажавте, вие ќе видиме што ќе се случува, да, во однос на професиите и работата и побарувачката, во однос на сите оние работни места и работна сила која што е потребна. А за децата исто сакам да ве прашам, бидејќи спомнавте спорт, дали често сте оделе можеби и на надпревари некој, имате ли омилен клуб или спортист кој што па и дома го гледате, го следите? Па не, да бидам искрен, еве ја не пратам фудбал, обично машките повеќе со фудбал, ние да, ракомет сме гледале повеќе. Кирил Лазаров му беше омилен на постариот син. Новиот Милута со повеќе следи фудбал, меѓутоа заедно не сме гледале фудбал, но такмици да сме иделе кој играва репрезентација повеќе од аспект да видат тие да осетат атмосфера. Со поголемиот идевме на ракомет, пошто тој тренираше еден период, па следев му такмици, така зависи повеќе од нивниот интерес. Јас се прилагодувам на тој дел. Дали некој од нив можеби го наследил и талентот за музика, бидејќи кажавте вие сте музицирале, сте свиреле? Да, не, дури полака ни желба немаат правено нешто посебно, а јас од негде 4-то одделение до 2-ра средно одев на часови по хармоника, па имавме оркестар, па дури и имавме концерти во домот на Арама со професорот тогашен што не водеше како од училиште, како група. Не, тоа бе приватни часови. Земавме и меѓутоа имаше доста деца. Имавме оркестар сериозен. Мислам, свиревме, меѓутоа наставникот не беше бивше воено лице. И свиревме такви некои, имавме руска вечер концерт, имавме Варама, имавме некои воени музики. Со тоа немавме народно или нешто повеќе, имаше и класични работи, него што имавме она што е актуелно вака во етерот. Знаете ли ден денес да засвирите? Одамна не сум засвирал. Паметите нешто од тогаш, од тоа време? Па сигурен сум дека да, треба и себе се канам во станот каде што живеевме порано ми е хармониката, не сум ја донел се уште во ово место каде што живеам јас, така да ете, може ова нека ми биде некој предизвик малце да се вратам, па може децава ќе пројават некој интерес кога ќе видат. Ако ништо друго ќе ве слушаат, ќе аплаудираат. Па ќе видиме дали ќе аплаудираат, дали ќе се смеат, зависи како ќе биде музицирањето. А каква музика приватно слушате? Па генерално јас радио слушам. Сакам да слушам рок и стари хитови и кавер бендови, вака на излагање например каде што има таков тип на музика. Повеќе ми се допаѓа во возилото, носто ми радиото пуштено, немам некои преференции, сега знам што не сакам да слушам, премногу агресивна музика или премногу нешто што е актуелно шундовски, тоа не ми поминува. Еве и кај мене на канцеларија, во канцеларија убаво е, YouTube ми е стално пуштен рок хитови 70-ти, 80-ти идат во позадина. Така да таа ми е поприродна. Со таа музика ви сме израснале ние и па и сега има некоја хиперпродукција, но ништо не ми оставило посебно како посебен впечаток да следам некој артист. Тоа се одредени можеби траки, нешто што испаднало од поединци, меѓутоа не вака генерално да некој посебно ми се допадне. Повеќе сте на ретро музика или повеќе, да. Музика со која што сме израснале. По политичките убедувања и по другите вредности, така да е. Можеби тоа си има. Да, и добра носталгија можеби кон некои други времиња. И музиката што не подсеќа да речеме дали на детство, на дружби. Имаше многу убав период фативме. 90-тите, крајот на 90-ти, 2000-тите, стварно мислам дека Скопје живееше многу поубаво. Ние излегувавме од 7 попладне па до рани утрински часови, немаше крај на тоа, беше многу безбедно.
Многу се дружевме, јас во Корчагин завршив средно, сите гимназии вака се познававме меѓу нас. Се дружеа, да. И беше стварно еден многу убав период поминавме. Мислам дека сега нема таа среќа, некако има многу кафичи, меѓутоа нема такви клубчиња, места каде што би се собирале, нема дури ни една-две дискотеки сега како се станати во Скопје, што работа до подоцна. Така да тука има потешко на новите генерации. Навистина, ние сме поменували и со малку, и со повеќе, и секако, сега немам такво чувство дека, за жал, некои дечиња не може да го доживеат целосно тој начин на излегување кој што сме го имали. Први чини многу. Да, за разлика од претходно. Многу за разлика од претходно. Стварно е предизвик некојаш. Посебно, ете, ако нема сопствени приходи. Сега, за волја на вистината, младите доста работат тоа. Тие што сакаат да работат, ги гледам и по кафичи, и на други места, меѓутоа треба маса поголема. За жал ни фалат. Млади негативните демографски ситуации го прават своето. Јас во една прилика со поголемиот син разговарав и викам, знаеш како, ние сме биле поголеми друштва, така сега не гледам дека се толку големи друштвата, вика, тато седни ти, кога си се родил, се роделе 42.000 деца. Јас кога сум се родил, се роделе 24. По малиот син кога се родил, јас после проверов, се роделе 17.500. Така да, во еден период од 35 години, разлика повеќе од двојно е намален бројот на децата по генерации. И на вистина ќе биде предизвик на нив. Помал избор ќе имаат понатаму. И тоа е. Да, условите си го прават своето, да. Да, самиот крај имаме уште еден краток мини предизвик, временска машина или раскажување на некоја анегдота од година што ќе изберете, ако може да се сетите. Сега вака. Дали пред 10, 20? Не можам да се сетам, се пробувам, ама сега се фативме за другиве теми, не можам да се прешиптам. Може би во работата или дали во спортот? Не можам, искрено не можам да се сетам на нешто вака специфично. А што е нешто што најмногу ве смее? Рековте секојдневни ситуации знаат да ве насмеат? Видете, секојдневни ситуации, ние цело време сме со луѓето. Јас, например, ќе излезете на терен, има различни анегдоти, посебно со постарата генерација, пензионерите, еве ги поздравам, многу се активни, морам да ги пофалам, таа возрастна категорија на луѓе, многу често знаат да ми дадат забелешки како нештото требало да биде направено, како не. Така се ставаат во позиција и на инженери, и на изведувачи, и на се. Сега имав скоро, пред некој ден на увид бевме на терен, правиме на канализацијска линија нова и ги гледам, се собрале, гледат, мерат со стапови, викам, што правите луѓе? Викам, многу е висока шахта, викам, имам инструменти, ќе дојдат луѓето, ќе ја проверат, ќе ја направат. Викам, не се секирете. Така сакаат да дадат забелешки, сакаат во све да се вешат, но и од голема ползани се, зашто што многу работи на времето се правеле без документација и еве тие луѓе знаат да ни покажат кај има одредена шахта, кај има одредена линија. Така да многу ни помагаат во секојдневното работење. Криво ми е што не ми текна некоја анегдота да бидам искрена, но да, но добро и ова е дел од работата од секојдневие. Ви благодарам многу за гостувањето. Се надевам ќе се видиме повторно. Ви посакувам успеси на секое поле. Ви благодарам и вам. Супер си поминавме така за вакви работи слободно во секој време. Да, драго ми е, ќе се видиме повторно. Ние продолжуваме како и секогаш со музика и победничката песна од Валандово фест. Уживајте, од мене довидување.